Нова видео и фотографија што ги сподели градоначалникот Билал Касами, јасно се гледа кој е човекот кој со веењето на знамето на Голема Албанија го прекрши законот и ја разгневи целата јавност. Но изгледа за МВР овој човек како да пропадна во земја. По цели 6 дена полицијата не може да го најде. Тврдат дека не може да го идентификуваат и се уште трагаат по него. МВР продолжува со потрага по лицето кое на една од манифестациите вееше знаме на Голема Албанија и по негово пронаоѓање против него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Додека на полицијата е тешко да го идентификува вејачот и покрај видеозаписот, за истакнување на македонски символи како сонцето од Кутлеш имаат око како сокол. Па така експресно го најдоа адвокатот Тони Менкиновски и го дадоа на суд за нарушување на јавен ред и мир, бидејќи го вееше старото македонско знаме лани на Водици. Но полицијата и во други случаи има изострен вид, па експресно можеше да ги лоцира протестантите што лани пред собранието го изразија својот револт против францускиот предлог, иако имаа на себе навлечени качулки. Уште побрутална беше полицијата во времето на короната, на која и пречеше заштитната маска со сонцето од Кутлеш. Име буткаат, еви ме буткаат сега, име буткаат и сака да влезам. Нема проблем. Ете, влегувам сега, нема проблем. Еве, сега сум влезена да знаете дека тоа го прават. За Република Македонија сменив маската и гласав со таа маска што требаше. Пред 2 години, навивач на Вардар заработи прекршочно за нарушување на јавен ред и мир зашто го веел знамето со Кутлеш за прославата на освојувањето на втората европска титула на Вардар, која содржа пред собранието. Во однос на македонските обележја, институциите брзо реагираат. Веднаш по потпишувањето на Преспанскиот договор, локалните власти широм Македонија наредија брусење на сонцето од Кутлеш од секое јавно место.